Добар ден! Викенд изданието на Централниот дневник вообичаено посветен на вестите од културата. Да погледнеме што ни подготви нашата редакција. На 2 јули во летното кино Мирно лето на Кинотеката на Македонија, во соработка со Друштвото на писателите на Македонија, се одржа проекција на 7 кусометражни играни филмови, работени според сценарија на македонски писатели. На програмата се филмовите Сонце за дрешетки, по сценарио и режија на Славко Јаневски, Твојот роден ден, по сценарио на Илхами Емин, во режија на Здравко Велимировиќ, Неволите на покојниот КК, по сценарио на Коле Чашуле, а во режија на Здравко Велимировиќ, Давид Голијат и Петел, по сценарио и режија на Славко Јаневски, Лифт горе, лифт долу, по сценарио на Ташко Георгиевски, а во режија на Душан Наумовски, Човекот во црно, по сценарио на Мето Јовановски, во режија на Баранко Ставрев, и Споменик, по сценарио на Бошко Смаќовски, а во режија на Велјо Личеновски. Селектор на програмата е доктор Атанас Чупоски, филмолог, советник во Кинотеката и член на Друштвото на писателите на Македонија. Ова е прва официјална соработка меѓу Кинотеката на Македонија и Друштвото на писателите на Македонија. На нивна иницијатива, морам да го кажам и тоа, дека на иницијатива на председателот на Друштвото Живко Грозановски, ја селектирав оваа програма. Јас сум и вработен во Кинотеката, истовремено и член на Друштвото, така што ми беше на некој начин чест да го направам тоа. Врската меѓу македонските писатели и кинематографијата во Македонија е доста длабока, значи датира уште од самите почетоци на организираната македонска кинематографија, првите сценаристи на двата први документарни филмови, а во избори за нови победи и Жито за народот се двајца реномирани македонски писатели, Коле Чашуле и Јован Бошковски. Јован Бошковски е истовремено и првиот председател на Друштвото на филмски работници како сценарист. Друштво кое денојве прослави 75 години од своето постоење. Овие 7 филма се поработени по сценарио на Славко Јаневски, Илхами Емин, Ташко Георгиевски, Мето Јовановски, Бошко Смаќовски, се надевам некого не заборив. Значи се работи за значајни остварувања кои до сега немале одек, да речеме, ни тогаш кога се снима, ни толку особено голем одек во македонската јавност. Сите овие филмови заедно со уште редица други кусометражни филмови Кинотеката на Македонија ги дигитализираше и ги објави пред неколку години во DVD формат. Инспирација беше еден разговор со една моја многу блиска и драга личност, Софија Григоријадо. Беше во тоа време ангажирана во Музеот на современа уметност кај нас и организираше проекција на кратки филмови во МСУ лани. И така во разговор со неа ми рече зошто да не се направи истото и во друштвото. Така што тоа остана во мене како идеја. Потом му пристапив на Атанас Чуповски, кој што е тука советник вработен во Кинотеката и филмолог и исто така член на Друштвото на писателите. Не му се допадна таа идеја и така се случи. Не беше голем предизвик, колку што беше радост. Бевме в некој време во разговори со раководството од Кинотеката. На почетокот се чинеше дека тешко ќе може да се изведе, но потоа се покажа една отвореност од раководството. Веднаш потоа Атанас Чуповски ја направи програмата. Бојан Станишич го подготви остатокот од организацијата на настанот, го внесе во програмата на Кинотеката за овој месец. И така се случи еден многу убав процес на соработка. На 3 јули, љубителите на поезијата имаа можност да присуствуваат на промоцијата на дебитантската поетска збирка Ќумур, Смоквин млеч, од младиот автор Стефан Спасовски во издание на Илика. Настанот се одржа во пријатниот амбиент на кафе книжарницата Буква, каде преку разговор со авторот беше представена збирката, а дел од песните беа прочитани пред публиката. Промоторот на збирката, Андреј Медиќ Лазаревски, ја опишува книгата како стегната и јасна стихозбирка, со избистрен јазик и одлично обсмислена структура, како и отворениот диалог на книгата што го води со современата македонска книжевност. На промоцијата присуствуваше колешката Ивана Крстевска-Јаневска.
Во четвртокот љубителите на поезијата имаа можност да присуствуваат на промоцијата на дебитантската поетска збирка Ќумур смоквин млеч од младиот автор Стефан Спасовски, а во издание на Илика. Стефан е студент на катедрата за македонски јазик при Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје. Тој има богато искуство во пишувањето есеи, а неговото творештво е представено на повеќе поетски читања, меѓу кои Клинци, поетска епизода и Скопскиот поетски фестивал. Да, тоа е сепак нели едно навраќање кон времето наназад и она што се би можело да се промени и како ние ја доживуваме слободата. Низините аспекти, она кое што можело порано да се промени, односот на традицијата со модерното и секако нели нешто што е од особена важност за денешното општество. Книгата излезе како еден диалог кој што се обидов да го водам со мојата генерација автори и авторки, меѓутоа и со класиците пред се. Тоа беа неколку одвоени песни кои што 30-тина кои што ги испратив за наградата Антево перо. Оваа награда е од особена важност затоа што дава ветер во грб, народски нели да се изразам, на младите автори и дебитанти кои што имаат желба нели да пишуваат и да издаваат. Наградата е значајна и за видливост на книгата секако, но и за промоција на младите автори. Така што навистина ми е драго што ете во денешно време постои таква награда која што се осврнува и на младите. Ќумур смоквин млеч веќе го привлече вниманието на книжевната јавност, освојувајќи ја наградата Антев часовник за необјавена поетска збирка од млад автор, доделена од меѓународната поетско-културна манифестација Анте Поповски Антево перо. Промотор на збирката беше Андре Медики Лазаревски, кој во својот промотивен текст ја опишува Ќумур смоквин млеч како стегната и јасна стихозбирка со избистрен јазик и одлично обмислена структура. Тој ја истакнува незината интертекстуалност и интердискурзивност, како и отворениот диалог што го води со современата македонска книжевност. Во четвртокот на 3 јули во Кафе Литература, амбасадата на Франција и Францускиот институт во Скопје организираа професионална средба и пресконференција по повод една година од реализација на францускиот проект за поддршка на филмот на тема копродукција помеѓу Франција и земјите од Западен Балкан, структурирање, поддршка и валоризација на филмското творештво. Проектот е поддржан од фондот Екип Франс при Француското Министерство за Европа и надворешни работи и има за цел промоција на филмското творештво и зајакнување на регионалните копродукции. Проектот се спроведува во содејство со водечки филмски фестивали од регионот и обезбедува поддршка за развој на копродукцијски проекти од страна на реномирани француски продуценти од филмската индустрија. Програмата досега вклучуваше менторски сесии, работилници за развој на проекти, како и можности за вмрежување со професионалци од филмската индустрија. Во рамките на оваа средба беа најавени и идните соработки во тековната година. Соработката продолжува и годинава на новите изданија на Македокс и браќа Манаки. Повторно ќе бидат поканети француски продуценти, кои ќе имаат можност да се запознаат со по 10 селектирани локални проекти. Проектот завршува до крајот на 2025 година, со надеж дека резултатите ќе се конкретизираат преку копродукции и подобра интеграција на македонските автори во францускиот и европскиот филмски простор. Со оваа вест ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што и денеска не следевте со внимание. Имајте убава неделна вечер. Довидување.